програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Особено добро вечер до сите оние после сите нервози кои успеавте да стигнете дома. Искрено мое сочувство заради целото малтретирање, но тоа е реалноста во која живееме. Се надевам дека ќе имате пријатен амбиент и добар прием и покрај временската непогода и теренската непогода која се ни се случува. Драги мои, пред некој ден, тука беше и Коце Трајановски и ви пуштав еден прилог кој ви го дадов на YouTube, тоа е кога го испробував електричниот автомобил, па отидовме на водно и возевме од средно водно до Пантелеймон. Тука некаде застанавме и видовме малце некои активности. И бидејќи обично, знаете, ја кога доаѓаат политичарите, отвараат нешто и така натаму, обично вртам канали, знаеш, сечење ленти, кај да ја викам ќе го дознам. За жал, заради мојата игнорантност, ја не разбрав дека кај нас се отворило нешто толку спектакуларно. Ми влезе во ово македонско село, комплекс етно село и ама додека не дојдов таму да го видам тоа, а предпоставувам и многумина како сте реагирале како мене. Етно, село, нешто, спомениче, не знам, ресторанче и така не. Застанав, искрено да ви кажам, излегов од автомобилот, отидовме таму, заборавивме и зошто сме дошле, една фантастична гледка, едно здание, еден комплекс кој ме остави без див. Поминав еден час таму и не можев да се нагледам и да се начудам колку е тоа добро направено, колку е тоа добро организирано, иако се уште имаше зафати и таму луѓето многу работа и љубопитноста едноставно ми изеде. Затоа решив да посветам една емисија на македонско село или етно село, како веќе и тоа го нарекуваме, и првим поразговарав таму со вработените, кој ова го работи, Тинекс. Се јавив во Тинекс, ми се одзва Цветанка Христовска, бренд директорот на Тинекс, и еве оваа шармантна убава дама вечерва тука меѓу нас да поразговараме за овој проект. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов и благодарам за поканата првенствено. Морам да кажам дека сум изненаден. Тинекс е асоциација за маркети, добар бизнис, македонски бренд, трговија и така натаму, и одеднаш во овој фантастичен амбиент се наоѓате вие. Кажете ми, како дојде до се ова? Во срцето на водно, на околу 550 метри надморска височина, постои место за врвно уживање на телото, душата и духот. Тинекс во наредните 20 години ќе биде концесионер на комплексот Македонско село. Тоа е една навистина убава приказна. Приказната за македонско село започнува така што 12 автентични куќи од различни региони во Македонија ве носат низ патешествие низ целокупната градителска традиција на македонското село од 19 и 20 век и секоја куќа е посебна во својот надворешен и внатрешен изглед. Селските куќи застапени во комплексот Македонско село се од различни географски простори во Македонија, така што имаме куќа од Реканскиот крај, имаме Битолска куќа, Прилепска, Кумановска, Галичка, Струшка река, Скопска куќа од Скопска Црна Гора, од тој регион, Кратовска, Малешевска, односно Беровска куќа, Делчевска и Тетовска куќа. Особено интересни се куќите за анализирање, затоа што тоа се 12 типски селски куќи и секоја е изградена како реплика на оригиналот. Користени се материјали, современи материјали, автентично заменети оние природни материјали кои што се користеле во тој период при изградба на овие куќи. Иако е граден комплексот како реплика на традиционалната македонска градба, сепак е совршен микс на современото и на старото.
Така старото се вклопува во новото на многу суптилен начин и гостите и посетителите може да уживаат во комфорот кој што го нуди комплексот и да уживаат во она старинска опрема и слично. Комплексот е изграден исклучиво со природни материјали, дрво и природен камен, а собите се уредени со стилски избрани етно детали и природни материјали. Тука имаме памучна постелнина, природна козметика и просторот изобилува со топлина и е збогатен со автентични сувенири, кои што дополнително го оплеменуваат просторот. Исто така во секоја куќа има и рачно изработени черги, изработени на традиционален начин, мебел изработен од чисто дрво и секако современа техника, современи елементи како плазма, телевизори, се она што е неопходно во денешни услови. Морам да им објаснам, ти благодарам за оведов. Да. Навистина поучно, бидејќи ја не знаев дека се работи за 12 куќи, бидејќи не можев ни да ги добрувам, бидејќи таму има и ресторани и све, но ќе одиме дел по дел. Прво да им кажам на гледачите дека да, благодарам мрежија. Во тој стил Цеца беше љубезна да ни донесе неколку артикли кои се автентични, македонски, традиционални, од везени милија кои ни висат малку шеговино, рачно плетени, да. Што некогаш им се подсмевавме на бабите, а сега сваќаме колкава вредности има. Затоа тресете ги од молци или ќе идете во едно село да си купите. За да си купите. И да си купите. А и за тоа ќе идеме. Значи шо ми го. Значи овие детали ќе разговараме за сите овие детали. Кажете ми, што беше одлуката Тинекс да влезе во вакво? Бидејќи овдека сега се работи и за хотелиерство и за угостителство. Овој проект е од големо значење за целата држава, а особено голем предизвик за нас. Како што спомнавте на почетокот, ние сме ланец на маркети и докажана македонска компанија во областа на трговијата и ова беше еден нов предизвик кој што го прифативме и ќе го тераме до крај и ќе направиме успешна приказна, уште една во низата успешни приказни на нашата компанија. Морам да те расчепкам малце. Не, знам да мораш ти во оној пиар, ама знаеш јас сум емисијава е јади бурек, па морам да те исчепкам надвор од рамките. Предпоставувам сега кога собствениците на Тинекси кога сте се седнале, слушај, имаме дај да влеземе во ова. Сепак треба како одлучувавте? Сега треба готвачи, треба луѓе кои се разбираат од хотелиерство, од угостителство. Што ви беше идејата? Дали одамна нешто врие дека Тинекс треба да се проширува, бидејќи господинот Тодоровиќ едно време се сеќам одамна, вика, знаеш што, вика бизнисот добро ми оди, расширен сум, ако дојде, не знам, некоја голема компанија, во ред, нека ја преземе светска компанија, ланец, не знам, и така натаму, но од друга страна, еве, годините менуваат, Тинекс се шири, се подобри објекти, изградивте уште појака инфраструктура со големиот дистрибутивен центар, кој долго го градевте. Да, тоа е најголема капитална инвестиција на нашата компанија, започна лани во декември да се гради на површина од 22.000 метри квадратни и вкупна инвестиција од 14 милиони евра. Така да тоа е навистина еден проект кој што мораше да го направиме и еве дојде време за да го отпочнеме и здравје оваа година во декември ќе треба да започне со работа. Се очекуваат таму нови вработувања, околу 100 нови вработувања. Така да Тинекс е пример за успешна компанија на македонскиот пазар и зошто да не една таква компанија се проширува во сегментите на своето работење, па така и одлуката за
превземање на македонско село, да бидеме концесионер во следните 20 години. Идејата првично потекна од господинот Тодоровиќ, од собственикот, и ние сме пример за компанија каде што и собствениците паралелно работат исто време како и другите вработени и максимално се трудат и вложуваат во секој проект, и тоа е дополнителен мотив за сите вработени да го земат нивниот пример и да бидеме успешни заедно како тим и сите подеднакво да вложуваме за да направиме успешна приказна на крај. Знаете, ова би ми било мене академска реторика, но фактите говорат дека ова што го говорите и тоа како држи вода. Се пуштаа разни афери дека собственичката структура е сменета, дека газдата не е газда, друг ја купил, дека Тинекс е во криза, дека финансиски е нестабилен и што ти ја знам. Тоа зборам изминативе година-две, но силно демантирате и со новите објекти, и со новите инвестиции, и ова влегување, бидејќи морам да кажам дека комплексот македонско село е еден од најимпресивните што сум ги видел до сега. Ова е можеби примерот како ќе се развива и кон што ќе стреми македонскиот туризам. Ја не знам, сепак сте вие бренд директор, колку можеме да идеме и колку сте запознати, можеби сега етнолог би можел да ни помогне во ова, но сепак овде се одбрани 12 куќи од 12 крајеви во Македонија. Во Македонија. Искрено да ви кажам, многу ретко и еве, ја пред некој ден бев во Берово, ретко ќе видам беровска куќа во ваков оригинален стил и добро е, бидејќи ќе се зачува такво нешто. Колку е автентичноста на овие куќи запазена при нивната градба и поставеност внатре и надвор? Дали внатре, рековте дека се тоа пансиони во суштина. Секоја куќа е објект за сместување. Секоја куќа, така, објект за сместување, секоја куќа во зависност од регионот од каде што е куќата, нели граделе различни куќи, на пример, не знам, Галичката куќа е на 3 спрата, најголем, исто така има и некои други куќи кои што се повисоки, другите се приземје и спрат, меѓутоа секоја куќа има соби за сместување и значи соработуваме и со Музеј на Македонија и со етнолозите кои што работеле на проектот Македонско село, така да мислам дека максимално ја запазиле автентичноста и од она што може да се види од изгледот на куќите надвор, со тоа што се користени современи материјали како замена за она што го користеле порано. Но изгледот треба да биде што е можно поавтентичен. Така. Да. И сега, кажете ми, има ли секоја куќа посебна карактеристика? Кога ќе дојде турист и ќе сака да преспие во тоа, он ќе добие фул сервис таму. Така, претпоставувам. Така. Што може да очекува еден турист кога ќе дојде таму да преспие? Што ќе види, што ќе доживее? Значи, хотелскиот комплекс се состои од 53 соби во овие 12 куќи кои што ги набројав и можеме да сместиме 100 гости. Хотелскиот комплекс ќе има спа и фитнес центар и со категоризација од 4 звезди, значи сакаме да го направиме премиум комплекс. Секоја куќа е автентична сама по себе и ќе се запознае со историјата на таа куќа, со мебелот кој што е внатре поставен, значи е карактеристичен за тој регион. Сакате да ми кажете дека во секоја куќа ќе има мебел, кревет и онака како што било традиција во тој крај? Некои елементи се автентични за карактеристични за тој регионот. Ама сите ќе спиеме на убави душеци, мислам, гостите. Да, нема да бидеме сламерици. И ќе се туширате со природна козметика, нели, за да биде све природно, како што е амбиентот. Добро. И 12 куќи, 100 сместувања. Има ли разлики во квалитетот Lux Deluxe, Junior Suite и така натаму? Ќе има и апартмани, Junior Suite, и единични двокреветни соби, значи зависност од потребите на гостите.
таква соба ќе изберат. Хотелскиот комплекс се уште не е пуштен во употреба. Имаме мали технички проблеми кои што во моментов ги решаваме и се надевам и верувам дека во многу скоро време дека ќе ги завршиме и ќе бидеме спремни да го пуштиме и него во употреба. Кога стартувавте вие кога го презедовте комплексов? Стартувавме, го превземавме негде март месец. Добро. Така и од тогаш се работи турбодинамично. Имавме многу работи. Што работевте? Што правевте во меѓувреме? Комплексот го добивте, ама не беше он готов. Не ги добивте со се умивалници, со се славини, со се шпорети и кујни готови. Сето тоа вие го опремувате? Имаше опрема, меѓутоа ние дополнително достававме опрема. Кујните ги доопремувавме за да може да функционираат рестораните како што треба по највисоки стандарди, ги доопремувавме собите со галантерија и со други поставуваме електронски брави и слично, се со цел за да го направиме покомфорен, поудобен за гостите. Вие идете, целите на еден многу повисок туризам од вообичаениот кај нас, да речеме просечен туризам. Комплексот Македонско село е навистина како од бајк и е предизвик и е убаво место и за домашните гости и од Скопје, од околината и од цела Македонија, меѓутоа посебно и за странските гости. Сека знаеме кога ќе дојдат, сакаат да истражуваат, сакаат да се запознаат со македонската култура, со македонската традиција, со начинот на живење, со музиката, со храната, со сите карактеристики за нашата земја и посебно секако дека ќе обрнеме внимание и на странските туристи. Океј, ќе направиме сега една кратка пауза, ќе одиме со еден рекламен блок, а потоа ќе одиме малце во повеќе детали што може да се доживее таму, па потоа и по фотографииве малку ќе ни дообјасните, сакам една поубава слика да имам околу целиот комплекс. Одиме режија. Драги мои, вечерва имаме гостин, бренд директорот на Тинекс, ЦЦ Христовска. Разговараме за нивниот најнов ангажман, преземањето концесија во наредните 20 години на комплексот Македонско село, кој ќе представува навистина еден дополнителен мотив за туристите да доаѓаат во Македонија, затоа што покрај Аурора во Берово и уште пар места можеби во Македонија, еве Скопје добива навистина нешто што е со извонредни карактеристики, го викам извонредни во секоја смисла. Цете, одека има си ми донела доста елементи. Ајде да почнеме и од чергиве. Ми ги носиш чисто онака или ова се работи кои ќе може таму да се купат? Така, со превземањето на комплексот имаме обврска да заживееме барем 30% од занаечиските работилници и во моментов функционираат 3 занаечиски работилници. А во духот на старите времиња, комплексот Македонско село нуди уникатна можност за сите посетители и гости да се запознаат со начинот на изработка, со материјалите кои што се употребуваат при збори, јас сум зачуден малце од ова. Одблизу да се запознаат, значи, со начинот на изработка и да го проследат процесот на изработка на којунџиски, грнчарски, ткајачки работи. Значи, функционира грнчарска работилница, каде што може да се најдат вакви предмети. Грнчарството е занаед кој што бил најраспространет во минатото во Македонија, бидејќи Македонија се карактеризира со почва плодна со глина. За жал денес овој занаед е во изумирање, меѓутоа се уште има млади кои што го наследиле занаетот, кои што научиле и сакаат да работат и во склоп на комплексот ќе може да се најдат вакви предмети кои што може да ги купите.
Убаво е да се купи. Да. Ја колку ве разбрав дека во самиот комплекс ќе се работат, ќе се изработуваат. Да, значи финална некоја обработка, на пример, еве, овој тањер. Добро. Да, денеска девојката која што работи во гранчарската работилница го да кажам го спреми специјално за оваа емисијата. Фала многу. Да. Ќе го вратиме како што ни го испратила, тоа ќе бидеме внимателни. Мирисе уште на боја. Сакате да ми кажете дека вие имате занаетчии таму? Да. Тоа се посебни работилници или во секоја куќа ќе има по еден карактеристичен занет? Во секоја куќа, не во секоја куќа, во неколку куќи, значи има вакви работилници. Мене, колку што разбрав таму кога бев, горниот спрат како ќе бидат апартманите, собите за сместување, а доле ќе има работилница каде што рачно ќе се изработуваат. Например, во склоп на битолската куќа се наоѓа гранчарската работилница. Потоа имаме ткајачка работилница. Денеска имав прилика да разговарам со ткајачката и со каде што воедно се продаваат и сувенири, да, черги, значи израчно изработени на развој. За жал и овој занает е во изумирање, меѓутоа се уште постојат луѓе кои што го негуваат. Ајде сега вака да почнеме. Доаѓам јас како гостин, добар ден, еве лична карта, добивам клуч, се сместувам во соба, влегувам во собата и на што налетум? Да идеме, сакаш фотографија по фотографија или ке... Ајде. Сакаш така или да го... Да ги видим. Да имаме впечаток. Ова е баш во ткајачката работилница и продавницата за сувенири. Ткајачка работилница, еве, кој ќе кажеш, мене пак не ми е јасно. Тука човек во живо ќе работи? Ќе се потрудиме да го доловиме. Рековте во гранчарската дека некој ова го изработи. Да, финална обработка. Значи имате човек, боењето, да. Човек кој работи во ова. Што работи таму, да. И он ќе произведува гранчарски. И ќе можат, например, туристот да гледа како се изработува во живо. Нема да го гледа, значи, процесот на правење на гранчарските работи, меѓутоа финалната изработка, финалната доработка, да. Така предпоставувам и со другите ќе биде. Да. Тоа ќе биде доста интересно вака за запознавање. Тоа ви беше во склопот на концесијата или ви дојде како добро име? Во склоп на концесијата, меѓутоа ние сакаме што повеќе занаети да заживееме доколку можеме и доколку најдеме луѓе кои што би го работеле тоа. Странците кои ќе дојдат ќе бараат и они дај малце да фатам и јас. Тоа сигурно. Ќе видиме. Па тоа ќе биде со што ќе иначе ќе им поминува денот. Што друго ќе можат да видат? Еве гранчарски. Да, имаме продавница за сувенири, еве на пример каде што може да се најдат вакви слични производи. Ова е разбој. Вау. Остај друго, ова и делува како да може да функционира. Може да функционира. Многу е добро направено. Ова е чутурка, да? Карактеристична за Источна Македонија. Матарка. И значи било обичај кога пред да се прави свадба, две млади момчиња да одат по куќите во селата и натре се става ракија и да ги канат гостите. Обичајот е да се украси оваа чутурка со јаболко за здравје на младенците и ете така, и тоа е еден интересен сувенир. Режија нема ништо. Нема ништо. Ништо не ни е донесено. Следниот пат, ако бидеме добри. Исто така и изработката од срма, ете така. Пеперутка изработена од срма, она што се користело порано за изработка на народните носи. Ќе имате и таква филигранска работилница? Имаме и филигранска работилница, значи кујунџиска работилница. Таму работи млад кујунџија кој што изработува прекрасен филигрански накид. За жал немам во моментов да покажам, меѓутоа секој љубител на накид може да дојде и да одбере навистина уникатно парче. Исто така процесот на негов креативен ќе може да се следи во живо како изработува? Да, како изработува. Ќе можеме да дојдеме да снимиме и прилог за тоа? Можете да дојдете да снимите, посебно еден прилог и за занаетите секако. Тоа би било убаво, иначе каде ќе ги најдеме ова веќе навистина исчезнува и добро е што ќе добие една нова димензија ова, сепак ете и тие занаетчи кои
го напуштаат затоа што претпоставувам дека бенефит нема како што имало некогаш, но на овој начин во склоп на туризам ќе може и да заживее и да биде ова пример и за други комплекси низ Македонија, бидејќи одамна се говори дека туристот не бара ултра луксузни. Знаете, тоа ме одушеви затоа што автентичност, оригиналност, да ја доживее културата и начинот на живење онаму каде што оди да прошета. Ајде идеме фотографија по фотографија. Би сакал да еве ова е добро за ова да, во рековме. ткајачката работилница и продавницата за сувенири. Исто така еве ќе приметите. Крпи со традиционален вез, еве, ова. Значи ова е исто така еден везено, да, традиционален вез македонски. Знам, вакви мајка ми тргаше на страна убовчи за чеиз, бабите и така натаму и така натаму. А гледам и овој сад овдека е некаков изработка од дрво. Од дрво изработка. Ке има и такви? Па има во продавницата за сувенири, има и и ова е изработка од дрво. Ова е кујунџиското, претпоставувам, или ова е? Да, или да не е од музеот, некоја поставка. Да, ова е веќе музеот. Значи имате таму и музеј, етномузеј. Да, во рамките на комплексот постои мал етнолошки музеј кој што не е под наше раководство, тоа е под раководство на Музеј на Македонија, а во него е уредена етнолошка поставка која што на вистински начин ја доловува традиционалната култура низ неколку сегменти, како што се народните носи, народниот вез, народните ткаиници и алатки, со кои што се изработуваат истите овие работи преку експонатите кои што се покажани во музеот. Сите посетители и гости ќе може да се запознаат со нашата култура, со нашата традиција и богата. Значи нашата носија е навистина богата со различни додатоци, орнаменти и е еве како што може да видите. Од сите овие 12 куќи, 12 краишта, 12 носи или малце пошироко од? Пошироко, значи и се планира да постојано има некакви различни поставки во музеот за да има постојано нешто ново да се види. Ова е чардакот. Чардакот, ова е чардакот од македонскиот ан. Значи во склоп на македонско село ќе постојат 3 ресторани, од кои во моментов се отворени 2. Ова е традиционалниот македонски ан, кој што е создаден во стилот на некогашните анови, а е место кое што нуди македонски специјалитети подготвени на традиционален начин. Тука ќе може да вкусите најразлични пити, најразлични карактеристични... Не, полека, не е тоа, не можеш туку така, јас се извинувам, господице Христовска, туку така разни пити, буреци ово-она, тоа за други емисии. Овдека ќе мора да бидете поспецифични и подетални. Имаме етно село, ќе има карактеристики на 12 куќи, од 12 краишта на Македонија. Сите они имаат некоја своја традиција во нешто. Некој во леп, некој во сирење, некој во месење, некој во печење и така натаму и така натаму. Каков ви е концептот во врска со рестораните? Рековте 3 ресторани ќе имате. Да. 3 ресторани, македонски ан, значи традиционален македонски ан, етно бар. Тоа е место каде што може да направите мала пауза, да уживате во чашка добар пијалок и да вкусите најразлични вкусни мезиња. И третиот, Антигона, тоа ќе биде премиум ресторан, каде што со интернационална кујна, каде што ќе може да се вкусат и пробаат интернационални рецепти. И карактеристично сега во моментов, значи функционираат македонскиот ан и етнобарот, а наскоро, во брзо време, ќе го отвориме и Антигона. Ја бев у етнобарот
По нашки луѓе викајте го тоа пивница за млади луѓе за собирање, а пред него идеално е за журкање онака стварно да си поминеш супер, пред него видов едно 20 велосипеди за изнемување. Так. Значи гостинот ќе може да изнеми велосипед. Ќе може да изнеми велосипед, да. Комплексот е блиску до центар, да кажем, на само 8 километри од центар, а е во срцето на планината Водно и блиску веднаш до манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон. Подеднакво инспиративен за туристите, така и за гостите од Скопје и од околината. Со одличната местоположба може да понуди и ќе понуди и рекреативни активности. Имаме точаци за изнемување, значи ќе можат љубителите на велосипедизмот да изнемат точак и да возат по падините на Водно. Оние кои што љубат да пешачат, може да се искачат до Милениумскиот крст, може да одат до Кањонот Матка. Исто така, некоја новина што ќе ја воведеме, ќе донесеме и пајтон, така да гостите ќе можеме да ги прошетаме низ падините на Водно и со пајтон. Браво, браво. Тоа ќе биде убаво и атрактивно сигурно за гостите. Сега кажете ми, ресторанот. Добре. Со традиционални македонски јадења, тоа ќе биде не Антигона, Антигона ќе биде Антигона ќе биде интернационална кујна, а македонскиот ан со традиционални македонски. Ан. Да. Што значи традиционални македонски јадења? Бидејќи секаде идеш различни работи. Што ќе бидат спецификите? Па еве да почнеме, значи квалитетно убаво сирење, домашни пити, Што сукани е тоа пити. убаво сирење? Тоа е, пазете, тоа е дебата, немој да отворам телефони и сега цела Македонија. Дали е беровско, дали е галичко? Квалитетно македонско сирење единствено е нели во нашиот регионов и навистина е гордост. Брзатинекс не е проблем да набави се да набави квалитетно убаво сирење. Понатаму сукани пити, домашни пити, најразлични. Што е тоа најразлични? Па со урда, со сирење, со прас, со спањак, со... Дали тоа ќе бидат баш онака, например, вртена пита, ќе биде, не знам, беровска пита, не знам, влашка пита, не знам, онаква пита, оваква пита, ќе се, баш онака ќе можат да се нарачаат со спецификите, баш како што ги знаеме и ќе можат да се најдат на едно место? Ми даде добра идеја, еве, да направиме различни. Да не сте почнат. Значи имаме мајстор за кој што ќе прави, ќе изработува пити. Од кај знаете дека ви е мајстор? Па, пробавме. Спецификата на македонската кујна не е само завршил курс или завршил факултет и школа, бара малце поголема мајсторија. Например, нели, ти можеш да бидеш готвач пар екселанс интернационален, ама бурек... Да знаеш да тегнеш кора, да знаеш да тегнеш сукаш кора, пита. ти треба една ваква маса, па да го виткаш. Така. Бурекот не е ефтина работа, ама треба да знае да се истегне. Има процес. Има такво нешто? Имате такви луѓе кои можат тука да се снајдат? Бараме и наоѓаме, значи навистина луѓе кои што знаат, значи готвачи кои што знаат и специфични работи да прават од традиционалните македонски јадења. Следно качамак, традиционално јадење, повеќе врсти. Во брзо време се надевам дека ќе бидеме во можност да правиме и домашно кисело млеко. Браво, знаев дека ќе ми го кажеш тоа, ама овде ми стои, викам ај да не верам. Значи, ако веќе правите вакви работи, кисело млеко домашно, на она млеко тиник што го наоѓа, сигурно не би било проблем. Мислам дека ќе побуди доста интереси кај, мислам дека и после оваа емисија ќе може да ви се јават за нечи сигурно кои би сакале тука. Бидејќи нема да биде ова доволно што ќе го покриете. Знаете, ќе треба да се осмисли. Тука и манастирот Свети Пантелеймон ќе добро ќе се вклопи. Уште од пред 10 века, мислам дека е навистина уникатно место. Ќе заживее ова, ќе се бара атракција повеќе. Еве гледаме детали. Ова е навистина делува како мал град. Да, ова е галичка, не, струшка куќа, извинете. Не ги знам. Струшка куќа, ова е, да, чардакот, ете го Антигона ресторанот. Тука доле ќе биде, внатре. Да. All season ќе биде овој. Куќа, да. All season.
Ова се дел од сокаците и навистина, мислам, кога влегувате од портата во македонско село и кога ќе почнете да шетате низ сокаците, како сте во Скопје, а како да не сте во Скопје. Навистина ве магипсува целата природа, целата, па и каменот и хортикултурата за која што навистина дадовме многу труд за да го оплемениме просторот и изгледа прекрасно. Многу убаво изгледа. Ова е интериерот една куќа. Ово се собите? Да. Па личи баш буквално како на традиционално, ама сепак ете, имаме огледало, Добро, имаме мора. плазма, имаме грејење, има фрижидерче, така што иако на поглед делува многу онака етно, старински, оригинално, автентично, Баш сепак тој го има кажав, да, современото и старото си има така убаво вклопено за да биде комфортно за гостите. Ова е грнчарската работилница. Буквално ќе работи и оваа печка, ќе може и да се пече, или Тука само ќе биде седи- само како Тука седи грнчарката и ги доработува. ги доработува? Да. Ќе мора вие да почнете и глина да се витка таму, да се фаќа со раце. Ќе биде атрактивно, не за друго. Ја барем мој впечаток. Бидејќи не знам каде би отишол за да го видам Да во го тоа видам. во живо. Добро, вие ќе се почувствувате. А и традиционална облека. Така. Дали ќе се продава исто Се и продава, ова? се продава. Да, да. Се што, значи, ќе се направи таму и други работи, сувенири. ова што е овдека? Да, све може да се купи. Навистина интересот е голем уште од почетокот. Имаме и наплив на странски туристи и домашни кои што навистина сакаат нешто вакво да имаат во својот дом. И навистина убава Еве, македонската разбој. традиција и ракотворби е прекрасна. Гледам дури и икони ќе можат да се земат Да. кои ќе бидат репродукции на познати фрески и икони од македонското културно богатство. Навистина интересни детали. Не, ќе го продолжам ова со дополнително и се еве ги сушени пиперки, па зар Сушени може без тоа? пиперки, лук, тутун. Браво. Впрочем, вие во Тинекс, знаеш, почна еден тренд во Македонија, искрено да кажам, откако вие почнавте, па и тоа се прошири, скоро секаде има некаде по некоја куина, или некоја продавница, или во маркети, и многу ни олеснивте, одамна не сум запржел ништо дома, стекнавте искуство во којна и во готвење, и штета би било тоа да не го подигнете на уште едно ниво. Да, погонот за готови јадење работи веќе неколку години и навистина прераснавме во многу маркети, значи имаме готови јадење и луѓето се навистина задоволни, бидејќи сме во трка со времето, нели, постојано и е добро да имате во маркетот близу до вас да купите готово спремно јадење, а при тоа да е квалитетно, свежо и вкусно. Значи, тоа е посебен објект каде ја готвите храната. Да. Колкав е тој со капацитет, бидејќи многу маркети, ја не знам во колку маркети вие продавате готова храна, скоро во сите? Не, во 17-18 маркети продаваме готова храна. И навистина, да, и се троши. Се троши и се шириме, да. И постојано го збогатуваме менито и навистина има одлична и секојдневна понуда и неделна понуда и интересот кај луѓето е навистина голем. Да, па многу пати ја правам некоја математика дека повеќе ми се исплати некоја храна наместо дома да ја спремам, не знам, печени пиперки или печени компири дома, поише струја ќе ме кошта додека сето тоа. Не за се, не одобрувам се, сепак постојат некои домашни работи, но многу работи, да. Добро, сушени пиперки, ќе можеме вака си скинеме од пиперките за... Ке има ли, например, буквално е вака да направите, не знам, во казан нешто, некој таков настап? Бидејќи видов, таму ке има нешто и настапи, културно-уметнички друштва. Сакаме, значи, и работиме на тоа да направиме програма за да бидеме атрактивни постојано, значи како музичка програма за отварањето имавме настап од страна на ансамблот Македонија и направија таков еден сплет на приказна, на Имате слики игри, што ми донесе или да идам на моите слики? Од отварањето не донесов. Добро. Има батко Јанко тука, не се секири. И затоа и сакав да ве прашам, затоа што ги видов, сега ја ги одвоив тие неколку фотографии. Да, вистина направија да се почувствувате
Еве ги фотографиите и сега еве ги. Ова е настапот, за жал немам подобра фотографија, не успеав да најдам на интернет. Ова ќе треба вие редовно да го правите кога ќе почнете. Да, тоа ни е намерата, значи редовно да правиме културно-уметничка програма. Во комплексот има и летна сцена, значи мал амфитеатар, кој што секако планираме да го користиме за различни проекции, за настапи, а ова беше навистина импресивно, значи носи стари по неколку века. Зумирај, режија, што да ти кажам, ја не можам, толку можам, очигледно сум фатил некоја мала фотографија. Ова од отворањето, значи во носи... Да, со пердови, со навистина импресивни беа. Вака да престојувам и ова да ми го презентирате, па не знам, со спа, со ова, со оно, да, навистина би ми било интересно. Се што може за да уживањето биде комплетно и да додадеме вредност на престојот на гостите. И да ви кажам дека ќе биде, затоа што навистина ќе се добие еден прекрасен, убав печаток за Македонија. Еве уште неколку соби, дали можеби некои карактеристики ги знаете од овие соби, кои се и што се? Иако вака делува, ова се удобни за лежење, чисти соби, со климатизација, со... Така. Се што... И нормално со детал черга, автентична. Може и да се покриеме со ова. Со она волнено кебе, што боцка македонско. А и, еве, не спомнав предходно, богатството на Македонија и живописноста на македонското село, сакаме да ја доловиме така што во стопанскиот двор, значи има трло и штала и ќе донесеме домашни животни. Ќе донесеме коњи, магариња, кокошки, козички, неколку пони и сето тоа би било на најголемо задоволство на најмладите. Така да и тоа планираме да го направиме. Цице, извини, на тикети се обратам. На страна, реклами идат се, да ти кажам. Земи им. На странциве. Ако веќе ставате кокошки, добре, сакаат они, сакаш млеко за појадок, оди да си измузеш. Добре. Верувај, аме ќе плаќа дополнително. Значи, презаситени се од ултрамодерни. Тоа нам ни треба. Ние не сме го изживеале. Ние не сме го изживеале македонци. Ние се фасцинираме од ултрамоделни all-inclusive хотели и така натаму. Све да биде премиум, све да биде на највисоко. Сакам да го видам и тоа во живот. Странци им е збоктисано. Они сакат дрвени лажици да им даде. Не метални таму солинген да им вадиш од оние квалитетни нешто ги давате со купончиња. Подобри од солинген. Буквално. Сам да го внесеш, да си го земе јајцено и со готвачот так и он да го скрши кај ганата да ја направи од тоа. Ти не знаеш кој мерак им е тоа. И тоа, наплатете им го, они ќе плаќаат за таква услуга. Може би не сите, ама имајте им го во опција, тоа ќе биде, они ќе го зборат, тоа се памти. Да, тоа е искуство, тоа што ќе се пренесува. Кисело млеко, сакаш кисело? Acid milk for you, of course. Македонски. Знаеш, она, покажи му како се прави, или нека свитка, нека замеси таму погачата. Во Берово, што сум јадел, цеце, се мрднав. Бевме во Огроре и во хотел Манастир, отидовме, ни препорача. Ова треба да им го донесете, ја не знам дали го имате, идете и испитајте го. Што? Најпријателски ви го советувам. Значи, во леп, издлабен леп, добра, ржан леп, добра, ставено макал компир, добра, дно, и пилешко со онака како гулаш направено, тоа, поклопено со лебот, подпечено. И го јадеш, самиот леп ти е тањер, абе се е ежан. Се оставивме цела фамилија. Значи, нешто, ја не сум го видел никаде во Македонија. Па не, ја не сум сретнала. Не би било проблем, еве идеја, предпоставам дека имате таму креативни, бидејќи одма ги тестиравме таму кога отидов со патриотска салата направи, одма знаеа со мастенките. Патриотска? Егејската. Таа егејската е уствари патриотска. Тоа е шифрата. Имаме ние тие шифри така.
И одма разбираат, што ми покажува дека децава се интелигентни, разбираат, многу се такви некои не знам, сукано, битушко, со прас, тоа традиционално, мошченица, значи кисело млеко. Матеница како го? Матеница е точно македонски, по битушки мошченица. Добра. Значи, такви некои работи давајте, буквално, јајца, ако има кокошки, вака, со раката, дај му вака да го земе јајцето, нема да го заборави до крај на живот. Верувам дека истото мене ќе ми се случи кога ја, се што сум пробал од Македонија на стари години, кога ми го направи ова во Сомун, јадење, пилешки некој гулош со во леп, ја бе фасциниран. А деца, што да ти кажам, прв пат да можеш и порцијата да си ја изедеш. И порцијата да си ја изедеш, да. Значи... Италијаните прават, нели, тањир од пармезан, ние можеме да правиме ваков тањир. Значи, искористете го ова, мислам, sky is the limit. Имате добра основа за се и се што. И ние како фирма имаме ресурси кои што ги користиме и кои што треба да ги искористиме за да воведеме, значи, врвна услуга, премиум квалитет и такви некои новитети да ги воведеме за да ќе продолжиме да направиме кратка пауза и продолжуваме со емисијата. Одиме режија. Тема се останува храната и спецификите на храната. Предпоставувам дека интернационалната кујна ќе бара и за најпробирливите и оние кои немаат баш стомак да пробуваат етно, можеби сака етно да види, да доживее, но не и да вкуси. Не секоја храна е вкусна за секого. Да речеме кисела зелка за нас е фантастична работа, не знаеме како тоа ќе го доживее. Впрочем, норвежаните со онаа нивна усолена риба што усмрдена, знаеш, за нив е деликатес, а ние ги гледаме по YouTube како паѓаат унесе со миризма. Така што ме интересира интернационалната кујна дали ќе биде она стандард како што е во светските центри или ќе има и тука некои специфики, не знам дали ќе се иде и на врвни работи. Не знам, од кавијар до врвни морски специјалитети, што ти ја знам. Тоа ќе може да се вкуси во премиум ресторанот Антигона. Тинекс како ланец на маркети крајот на минатата година отвори деликатесен Тинекс, деликатесен маркет за сите љубители на вкусни деликатеси од целиот свет. Да, тоа е уникатно место каде што може да се најдат работи кои што ги нема никаде во градов и никаде во склоп на катната гаража Тодор Александров, Кебек. Ја мислев тоа е обичен Тинекс. Што е тоа? Не, тоа е деликатесен Тинекс, деликатесен маркет за сите љубители на храната. Таму може да се најдат деликатеси и храна и пијалоци од целиот свет. Значи може да вкусите деликатеси од црна свиња, најразлични сувомеснати, најразлични сирења и кашкавали од Италија, од Холандија, од Германија, специфични, цела палета на производи со тартуфи, кавијар, а поготово делот на свежо месо имаме премиум свежо месо, како на пример Black Angus со сертифицирано потекло. Чекај, што е тоа? Тоа е премиум говедо. Добро. Да, навистина многу вкусно, многу сочно и го нема никаде во нашата земја. Збориме оној бифтекот што го гледаме по филмови, а никаде во Европа го нема оној аргентинско-американски. И риба, и бифтек и така натака. За посебно, посебно Кобе, тоа е јапонско сертифицирано говедо, кој што е многу вредно и се смета за Rolls-Royce помеѓу местата. Да, тоа е говедо кој што исклучиво се одгледува во Јапонија и има посебни техники на одгледување, ги масираат со пиво, им пуштаат класична музика и така натака, се со цел да се добие врвен квалитет на месото и се карактеризира со мраморна структура, што го прави совршено меко и идеално. Не сум знал за ова. Ова е
Кога иначе човек би можел да проба. Ова е како свежо месо го продавате буквално? Да, како свежо. Има интерес? Има интерес. Затоа велам за сите љубители гурмани, навистина има интерес. И оној кој што се разбира, може да дојде тука и да одбере нешто што може би го јадел некаде надвора. Не ме интересира, бидејќи сега ја да купам ексклузивно врвно месо, еднаш да пробам, бидејќи не знам, во Јапонија сигурно не може би отишол, но може би нема да отидам, па би сакал да вкусам од такво нешто. Ама ја да го спремам дома во тава со зејтин, брилијант, тоа сигурно ќе го уништам. Има некој да ми го спреми, ќе може таму, например, да го добијам овие. Имаме, значи, луѓе кои што можат и да ви објаснат како да го спремите идеално. А во рестораните вам? Во рестораните, да, значи во моментот во Македонски Ан нудиме млечно телешко. Тоа е теле кое што е исклучиво хрането со мајчино млеко и месото е извонредно вкусно. Те гледам како теле ушарена врата, бидејќи нови поими сум. Цете се смее цело време. Стварно не знам. Повтори уште еднаш, значи меса, различни расици месо од млечно телешко. Аха. Тоа е теле кое што е хрането исклучиво со мајчино млеко. И месото е идеално меко и со многу вкусно. Воедно тој е врвен квалитет предпостав. Да. Тој го имам видено во Европа и го купуваат луѓе за мали деца, од најмала возраст кога почнуваат да јадат месо, значи најчисто тој е еколошко и здраво и многу скапо и го купуваат во мали количини и им подготвуваат на децата бидејќи нема поздраво месо од тоа. Многу е вкусно. И различно е дури по боја, здрава боја, нема вештачки додатоци, ништо. Нема исклучиво, значи со мајчино млеко, значи најприродно што може да биде. Воедно први во Македонија донесовме специјални машини за природно зреење на месо. Чекај, како? Природно зреење на месо. Ја ги видов тие машини, мислев тоа суши нешто и така натаму. Зрее. Што значи тоа зреење? Го зрее месото. Значи во моментов имаме Каков е тој процес? Тој процес, значи, во адекватни услови на температура, влажност и промена на воздухот, месото зрее на природен начин од 21 до 45 дена. Преку овој процес, ензимите се ослободуваат и месото станува особено меко и се интензивира вкусот на месото. Се ставаат специјално одбрани парчиња, да, кременадли и бифтек и доколку не си пробал, те препорачувам да пробаш. Тоа после се подготвува стандардно, се пече, стандардно, да, се чисти, значи од надвор кората што е фаќа и се подготвува и вкусот е навистина интензивен и многу убав. Вау, не сум ни знаел дека вакви трендови има во светот, бидејќи сум шетал, ама не сум имал по нивните тинекси да шетам. Па тоа е што ние како трговски ланеците имаме можност да донесеме нешто што го нема никаде на друго место, а при тоа еве во комплексот, односно во рестораните, да донесеме и ваква понуда. Значи имате добра основа, сета оваа врвна услуга и квалитетна услуга да ја понудите и на гостите. И на гостите, да. Сега, дечки, бидејќи да се разбереме една работа, не би било јади бурек како јади бурек. Јас бев таму, ја не сум човек со длабок джек, заедно со уште еден мој пријател, седнавме и ги разгледавме цените. Има ексклузивни јадења, но она што е да седнеш, ништо не се разликува од просечните цени во другите ресторани, што е многу окей за едно такво место, за едно такво ниво на услуга, за еден таков квалитет. Ја немам никакви замерки. Да. Не се тоа некои баснословни цени, како некои ресторани ексклузивни, само заради ексклузивитетот кој ги имаат набиено. Не, понудата ја направивме голема, цените ги направивме такви да бидат достапни за сите, за секој да може да се качи и да ужива во некое јадење, така да навистина имаме пристапни цени и големи и квалитетни порции. Дали ќе биде на халфборд, дали ќе биде само на сместување, дали ќе биде all inclusive за гостите? Значи, ќе има, во зависност од гостите и од бројката на гостите, секако дека ќе има и појадок, и полупансион, и all inclusive, така да. Значи, Штом го отвориме хотелскиот комплекс, ќе
Што е ќе го проблемот? направиме. Зошто не го отварате? Ми Има рекоа мали- вашите дека уште 1-2-30 дена ќе треба додека да Мали почнете. технички проблеми, нешто што треба уште да се доопреми и се надевам и стварно верувам дека во многу скоро време ќе го стартуваме и него. Како ќе комуницирате? Со туристички агенции, кој ќе ве пропагира, кој ќе ве надвор? Како го осмисливте сега? Како ќе настапувате? Ќе не има секаде, мислам, веб страна, Facebook, Booking, во комуникација сме со Агенцијата за поддршка и развој на туризам. Верувам дека ќе не стават во каталозите за промоција на македонскиот туризам, нели не презентираат по саимите надвор од Македонија. Ќе изнаоѓаме секако начин за да ги привлечеме странските туристи, затоа што навистина македонско село е приказна која што треба секој гостин од страна да ја доживее и да се запознае со нашата култура и традиција. Нашата култура, традиција има многу традиционални обичаи. Има галичка свадба, има струмички, има вевчански карневал, има многу манифестации кои се карактеристични и интересни. Бидејќи комплексот е Македонија во мало, баш и имаме таква идеја, сите овие манифестации, обичаи да се потрудиме да ги донесеме тука во македонско село, така да направиме и вевчански карневал, да направиме и струмички карневал, здравје да направиме и галичка свадба. И да, сето Стварно? тоа, да, мини. Мини, значи како една поставка, една приказна за да секој оној кој што не може да отиде во Колку време Струмица. работиш во Тинекс? Скоро 7 години. 7 години. Да. Многу млада имаш почнато. Да. Дали си во брак? Не. Ако стапиш во брак, ќе ти правиме свадба ваму во едно село Галичко. Обавезно. Да ме поканиш. Обавезно. Обавезно. Дечки, дамата е на располагање, слободно се уште. Не го очекувам. Ке те личи. Шега на страна. И ќе залиеме со вино секако. Вино? Да, ќе имаме Енологи. визба Добро. во македонско село. Вистинскиот вкус на Македонија не може да се долови доколку не се проба квалитетно македонско вино. Така да во визбата во македонско село гостите ќе можат да купат, да дегустираат и да научат нешто повеќе за винската култура и за сите македонски вина кои што се надалеку познати по својот квалитет. Пола од ова да остварите, спа центарот отворите го и овие барем за викенди со програми некакви до ова. Јас верувам, искрено биде верувам и ова. целиот тим Добро. кој што стои зад оваа приказна начело со газдите, навистина веруваме дека ќе направиме уште една успешна приказна. Во низата успешни приказни што Тинекс овие 22 години ги Добро, остварува. Тинекс не е некоја елитистичка приказна во Македонија, оне со својата трговија овозможи модерните маркети во самиот старт да овозможи многу македонски производи по многу поволни цени на секаде. Тодоровиќ испадна многу фер која ги презема и маркетите од Славија, вработените ги зачува, не ги избрка од работа. И знам за многу такви судбини и сум му благодарен затоа што знам многу такви луѓе кои во времето на транзицијата изгубија, испадна доста фер и доста одговорен. И ми се допаѓа што Тинекс има некој така еден однос према она што го работи не е себична фирма. Често пати помагате, пакетчиња за деца, помош, каравани цели кога доаѓаат. Таа традиција, мислам, немојте да ја напуштате, ако влегувате во ова. Никако. Тинекс, еве, веќе 22 години постои на македонскиот пазар и е докажана успешна македонска компанија, а тој филантропски дух се негува уште од почетоците на компанијата. Тој дух го пренел господинот Тодоровиќ и се негува изминативе години. И многу сум горда што работам во компанија која што е општествено одговорна и која што секоја година издвојува голем буџет за да покрие, да поддржи развој во здравството, културата, уметноста, спортот. Значи на годишно ниво 1200 вработени. 1200 да, фамилии. Еве, околу 60 вработени во македонско село, здравје уште 100 со логистичко-дистрибутивниот центар и се шириме.
знам да кажам дека сме едно големо семејство и функционираме сите заедно, а хуманиот аспект на работењето, навистина сум горда што работам во таква компанија, затоа што годишно издвојуваме минимум 13 милиони денари за да поддржиме најразлични активности, да помогнеме онаму каде што има потреба. Ја немам прашања за тебе. Ти благодарам за гостувањето. Ти благодарам за објаснувањето и ви посакувам успешна работа. А ќе дојдеме ние со екипа, ќе провериме дали држи муаветов што слушнавме дел од овде, бидејќи знаете, ја можам да бидам љубезен домаќин, да ви дадам пиар, ама за 2 недели кога ќе пробаме, сосема друг муавет може да излезе од тука. Но не се сомневам затоа што и веќе бевме и не се сомневам дека ќе биде. Добро. Ти благодарам на поканата, навистина ми беше драго што си поразговаравме вака. Те поканувам тебе, екипата и сите гледачи на твојата емисија да повела да дојдат во Македонско село. Значи тоа е отворено за секого, кој сака може да се. Апсолутно отворено за секого, да. Апсолутно. Почитувани гледачи, ова на некој начин не беше само маркетинг за Тинекс. Да, они и секако имаат и заслужуваат право да си направат еден свој пиар. Но овој комплекс, верувајте ми, Македонско село заслужува една ваква презентација. Ќе има уште една емисија посветена со етнолози каде што ќе се иде детали за етнос логос на Македонија, на македонските краишта, на традицијата и спецификите. И мене ми е задоволство. Јас уживам во тоа. Моите гени го препознаваат како блиско. Ако се во ова ви делуваше од моја страна, јас се обидов да бидам искрен спрема вас и нескриено и покрај рекламирањето да ви прокажам нешто. Ако не ми верувате, проверете. Само прошетајте, бидејќи на кај Пантелеймон сите идеме и може да се увериме. Ја кога отидов и останав ококорен, верувајте ми дека и вие исто ќе го доживеете, бидејќи и јас и вие не се разликуваме. Имаме добра работа и се надевам дека ова ќе биде поттик за уште поголем развој на туризмот во Македонија. Македонско село, само сега си замислувам, во Охрид, во Струмица, во другите краишта на Македонија, во западна, во источна и така натаму во источна веќе ги имаме Аурора на некој начин, хотел Манастир во Берово ги видов. Значи, ова е суштината и вистинско уживање. Ви благодарам на вашето внимание, лека ноќ и пријатно.